Имавме тема пред 3 саботи, која што носеше наслов "Во Христа нема осуда, нема осудување", земено од 8 глава Римјаните 1 стих, кој што стих вели дека нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат по духот, а не по телото. Потоа следната сабота, после таа, зборувавме за тоа како да останеме во Христа и сега зборувавме врз основа на стиховите во Јован 15 глава и она прекрасна илустрација што ја дава Јован таму, односно Исус ја дава, зборувајќи им на учениците на патот кон Гециманија, за лозата и прачките. И свативме дека за да останеме во Христа треба да имаме постојана заедница, тесна заедница со Христа, затоа што без Него не можеме ништо. А денес ќе зборуваме за насловот е "Едно во Христа". Ќе видиме колку ова има многу заеднички точки со самиот обред Света причест. Видовме дека во Христа значи да не си под осуда, односно, со други зборови, да си праведен, да си оправдан. Во Христа, како што Павле ќе спомне во Филипјаните, значи токму тоа, да си оправдан со вера. Во Христа значи да одиш по духот, а не по телото, што исто нели го кажува Павле во Римјаните 8 глава. И ајде сега да се подсетиме повторно на оние стихови од Јован 15 глава, за лозата и прачките, читаме неколку стихови од 4 до 7, каде што ја гледаме таа интимна поврзаност, заедница со Христа. 15 глава Јован од 4 до 7. Останете во мене, колку пати, значи овде ќе се спомне зборот останете или пребивајте во мене. Останете во мене како јас во вас, како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така и ние ако не останете, вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор, како прачката, која е исушена. Ги собираат, ги фрлат во оган и ги горат. Ако останете во мене и ако моите зборови, моето слово остане во мене, останат во вас, барете што и да посакате и ќе ви биде. И ги читавме оние прекрасни зборови од Елен Вајд во Копнежот на вековите. Значи, таа тесна заедница, таа поврзаност со лозата. Секоја капка на хранливи материи, на сок, на вода, прачката, ако е добро поврзана со лозата, ги влече од таму и дава соодветен плод. Прачката, животот на прачката станува, односно животот на лозата, Христовиот живот, станува живот на прачката, односно наш живот. Тоа е таа поврзаност. И како што завршаме со 7 стих, вели, ако останете во мене и ако моите зборови, моето слово, останат во вас, барате што и да посакате. Значи, од овде се гледа дека да останеме во Христа значи да пребиваме и да останеме постојано во Неговото Слово. Односно, да живееме секој ден од секој збор што доаѓа од Божјата уста. Тоа е да останеме во Христа. И овде во овие 3 глави на Јован, 14, 15, 16 и 17, 4 глави, испреплетени се идеите на, нели, Исус ги охрабрува со тоа што нема да ве оставам сираци, им вели, че ви го пратам утешителот Светиот Дух. 14 глава е за Светиот Дух, 16 глава е за Светиот Дух. 15 глава ја гледаме таа илустрација со лозата, таа интимна тесна заедница. 17 глава Исус се моли за единство и повторно за таа тесна заедница. Ќе читаме стихови од 17 глава. И низ сите овие глави се испреплетува Словото. Словото, Духот, тесна заедница, единство. Единството со лозата прави единство меѓу прачките,
Видите, прачките сите се нели на своја страна и тоа, како што кажем, минатиот пат може да бидат и текако долги, по неколку метри, нели, сето тоа подпрено, заврзано, како што треба. Видовме и зашто е лоза, во прашање, зашто Исус се спредува со лоза, а не со кедар или со палма или со не знам што. И без разлика што се секој на своја страна, секој со своји особености, тие даваат исти плод затоа што се поврзани, тоа добар род и плод, затоа што се поврзани со лозата и сите тие, иако раштркани, се поврзуваат заедно во лозата. Едно единство преку Христа. Тоа е да се биде во Христа. Ако сум јас во Христа, ако е другиот во Христа, ние сме едно во Христа. Не може да биде поинако. Сега, една година пред овој настан, значи ова е, да ве подсетам, после светата причест, после воспоставувањето на обредот на света причест во горната соба, Исус ја напушта собата и се движи со учениците кон Гециманија, каде што нели ќе следи она голема борба и патила кој што ќе ги претрпи Исус за секој од нас, за спасение на секој од нас. И на патот кон Гециманија, гледајќи лозница, гледајќи лозје, Исус им ја кажува, значи, ова споредба, ова илустрација. Една година, точно една година, значи на предходната Пасха, имаме зборови запишени во Јован 6 глава, кои што често пати ги читаме во вакви прилики за свет причест, кај што јас гледам неверојатна поврзаност. И повторно ја гледам она постојана заедница, која што треба да ја имаме со Христа. Јован 6 глава. Што се случува во Јован 6 глава? Дали Исус ќе ги нахрани оние 5000 луѓе, односно околу 20.000, со 5 леба и 2 риби. И популарноста му е на врв. Трчаат да го најдат, гледаат го нема од оваа страна на езерото, знаете, сакале да го кронисаат за цар, па он се повлекол тамо на ридот да се моли. Ги пуштил учениците по морето, па нели тука е и она бура, но после тоа стигнал во Капернаум и поголемиот дел од говорот што он го држи овде, тоа онаа тешка беседа, поради која што мнозина ќе го остават Христа, се случува во синагогата во Капернаум. И како започнува целата оваа дискусија? Започнува во 26 и 27 стих од 6 глава Јован, каде што луѓето ќе му речат: откаде сега ти овде? А тие буквално трчале да го стигнат, знаете, залепи риба. Не знам зашто не е поразлично и денеска. Еден наш пријател тука ми сведочи дека, затоа што шета по разноразни верски заедници и цркви, вели дека, полно е, да видиш колку има, ама затоа што даваат тоа, воа. Лепи риба со други зборови. Или ке 20 души, ама ке се наполнат и 100 души, ете, може би, не знам, таму се делат пакетчи, не е битно, значи, не е факти за збор, значи, сакам да потенцирам дека луѓето, како луѓе, ние сме исти, слични. За лепи риба, Исус што им вели 26 и 27 стих? За да ја сврти темата, во духовен правец им вели: оставете го тоа сега. Во одговор Исус им вели, значи му викаат: рави, како дојде тука? 26 стих вели: вистина, вистина ви велам, ме барате не затоа што видовте чудни знаци, ги видовте чудните знаци, туку дека ги јадевте лебовите и се наситивте. И сега им вели: работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот, а што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог таткото го потврди него за тоа. И сега од 31 стих. Нашите татковци јадеа мана во пустината, како што е напишено. Им даде да јадат леп од небото. А Исус им вели. Значи, темата продолжува, истата тема. Вистина, вистина ви велам, Мојсе не ви даде леп од небото, а мојот татко ви дава вистински леп од небото. Сега, ова е исто интересен дел. Во 15 глава Јован, Исус се представува како вистинската лоза, а овде вели дека е вистинскиот леп од небото. Што имплицира, значи, дека има и други лози, кои што не се вистински, а има и друг леп, кој што не е вистинскиот, кој што не ја задоволува душата, потребите на душата.
Зашто Божиот леп е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш му рекоа: Господи, давај ни го секој што е леп. Не дека разбрале, не разбрале. Ама ете, кога го слушнале ова, живот. Давај ни го тој леп, како и самарјанката кога рекла: па дај ми од таа жива вода. Ако е таква, да не ожеднувам никоја, значи да ја задоволам жетта на мојата душа. Исус им рече: јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Еве ги тие зборови. И сега, зошто има овде врска со 15 глава Јован? Таму ја видовме онаа суштествена, секојдневна, постојана заедница, врска која што мора да е постојана меѓу прачката и лозата, инаку прачката би се исушила. Ако нема постојан проток на тие сокови, на тие хранливи материи, што би се рекло поврзани за Христа, ако нема постојан проток на Духот Свети. Така вели Вајд. Да си во Христа значи постојано да примаш од Духот Свети, постојано да си понизен, постојано да му служиш на Господа, да им служиш на ближните. Тоа е постојаната заедница. И сега овде го имаме илустрација леб. Исус вели: јас сум лебот на животот. Што е лебот? Што представува лебот? Нешто суштествено. Не знам, може би некој од нас тука се учи да јаде без леб, ама ја не можем. Ја не знам дали некој би научил во животот да седнам и да јадам без леб. Нема шанси. Македонче, нели? И на нас барем не треба да ни се збори за оваа тема, затоа што ако нема леб, значи ако не куснам леб, јас сум гладен. Тоа е суштествено нешто. Не само овде, цел свет. Лебот на животот. Без леб не можеш. Не можеш да обстанеш. Во духовна смисла, без тој леб на животот, без Христа, не можеш да обстанеш. Исус вели: без мене не можете ништо, без тој леб. И колку пати јадеме на ден и дали секој ден јадеме или како? Некоја си велам заради скапотијата, не за друго. Зашто бе Господ не создал да јадеме еднаш у неделата? Че не останат пари поише. Ама и тука има некоја врска. Зошто? Па и за духовно да преживееш, не можеш ти само еднаш у неделата, јадеш у сабота, тука еве сега ќе се најадеме духовна, па после и телесна храна, ќе бидеме сити, и до кога сити, некојаш ќе седнете и ќе се најадете така убаво некој сладко јадење, ќе речете: како сум се најал, сега нема да јадам 2 дена. Ама до кога? До вечера тамо, да речеме, дека не ти засвират средата пак, поминат тие 5 часа, нели, се обработила храната и готово, тоа е тоа. Значи, секој ден, по 3 пати на ден, односно по 2 пати, еве, најчесто, секој ден, суштествено нешто. И тоа, леб кој што треба да го сочвакаш, да го изедеш, да го примиш во себе. Исто како што прачката мора да е поврзана вистински со лозата. Таа може да е на лозата, ама да не ги прима, да нема онаа суштествена врска, да не ги прима тие хранливи материи, сокови, ќе се изсуши и готово. Пак истата песна. Се сечи и се фрла во оган, велито. Суштинска врска, постојана врска, постојано, секој ден јадеме, нели, освен дали кога имаме некој ден за пост, кој што во духовна смисла повторно е во правец на победа над наши некои слабости, така натаму, значи на наше прочистување, чистење. Од 48 стих сега читаме, значи читаме до 35, од 48 продолжува на таа тема. Исус вели: јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Овој леб, оваа храна значи вечен живот. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело. И сега се префрла на оно што ќе следи. На жртвата, на Голгота. Значи, лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Тогаш јудејците се препира меѓу себе и велеа: како може овој да ни го даде своето тело за да го јадеме? Канибализам. И Исус не престанува така уште потврда беседа, уште ги притиска уште поише. Тогаш Исус им рече: вистина, вистина велам, ако не го јадете телото на човечкиот син
и не ја пиете крвта, да му кажете на евреин да пиеш крв. Колку соблазнително. Нека имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна, мојата крв е вистинско питие. Затоа што има многу фалш. Junk food, да кажеме, нели, како што викаат. Храна која што не носи ништо, никакви хранливи материи, ништо. Празни калории. И сега 56 стих. Еве ја, може би, најсилната врска со 15 глава, Јован. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Повторно, истиот концепт. Што е да се јаде неговото тело и да се пие неговата крв? Нели, еве преку символите ние тоа ќе го направиме малку подосна, но што е во суштина? Примање на неговото слово, тој леп. И не само словото. Овде Исус укажува на неговата жртва. Крвта што е? Асоцира на неговата жртва. Словото. Божето Слово. Што е во центарот на Божето Слово? Што е најважното? Нели, сега зборувавме за небитни работи, ама, еве, најбитното што е? Евангелието, радосната вест. Затоа е Словото. Во центарот на Словото е Евангелието, радосната вест. Што е во центарот на Евангелието? Пак крстот. Павле не джабе вели, го проповедам само Исуса Христа распнатиот. Тоа е тоа. Словото за крстот е Евангелието. Тоа е. Значи, тоа е да се јаде неговиот леп, да се пие неговата крв. Значи, да се живее од неговото слово секој ден, да се прифати неговата жртва, да се прифати Исус како наш спасител, да се прифати неговата прошка, да ги признаеме гревовите и да се прифати неговата прошка, затоа што тој го даде животот за секој грев. И кога јадеме од неговото тело и пиеме неговата крв, стануваме едно со Христа, исто како прачките со лозата. Стануваат едно. Таа тесна врска. И сега Јован 17 глава. Каже што Исус, откако 16 глава, нели, пак им зборува за Духот Свети, а се моли на Господа и бара, се моли за единство. Како се постигнува тоа единство? Јован 17 глава, 6 до 8 стих, најнапред читаме. Им го јавив Твоето име на луѓето, кои ми ги даде од светот. Твои беа и ми ги даде мене и го запазија Твоето слово. Внимавајте, го запазија Твоето слово. Реков дека сите овие глави се испреплетени со Словото. Битната негова улога. Словото. Сега сознаа дека е од Тебе се, што си ми дал. Зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадот ним. Словото им го предадов нив, а тие ги примија. Тие го примија Словото и го запазија Словото. Внимавајте, значи. Сознаа дека излегов од Тебе и поверуваа дека Ти ме испрати. Сега читаме 17 стих, 17, познатиот стих, кој што гласи: Освети ги, посвети ги со својата вистина, Твоето слово е вистината. И сега од 20 до 23. Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. Че тоа не се нивните зборови, туку преку проповедањето на Евангелието. Словото се шири и тие поверуваат. За да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, еве го истиот речник, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Како што јас сум во тебе, ти во мене, така и тие да бидат во нас. Едно. Единство. Како, на кој начин? Поврзани за лозата. Секојдневно примање на тој жив леп. Нашиот живот, Христовиот живот станува наш живот.
И не можеме да бидеме поинакви од братот или сестрата. Едноставно сето тоа ќе не води кон единство, ама вистинско единство, кој станува збор за вистинско единство, духовно единство. Се е друго формализам, од некои си интереси, вакви, такви или не знам што. За да бидат сите едно како што си ти, татко, во мене, јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. По единството највеќе, единството на црквата, светот ќе биде осведочен. Љубовта, нели? По љубовта. Тоа е љубовта, ако постои, ќе постои единство. Нема да има преприки, нема да има раздел. И славата што ми ја даде, и ми ја дадов ним, за да бидат едно како што сме ние едно. Јас во нив, и ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубиш нив како што ме љубеше мене. Неверојатно, ова нема никаква мистика во ова, Христос во нас, јас во Христа или не знам. Еве, се обидуваме да објасниме Словото. Примајќи го Словото секој ден, поврзаноста со лозата. Дори во Јован 14 глава исто, 20 стих, пред да се случи она со лозата, зборувајќи повторно за Духот Свети и за денот кога ќе се излее Духот Свети, кога ќе го примете Духот Свети, им вели вака, 14 глава, 20 стих. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Во кој ден? Педесетница. Што се случи на Педесетница? Нешто чепнавме, мислам дека од 5 минути или нешто што беше. Еднодушност. Еднодушно се молеа. Беа, нели, заедно таму во горната соба. И не само тоа, ајде дела 2 глава. 42 стих. Зошто? Затоа што сите примаа од лебот, од истиот тој леб, од вистинскиот леб. Примајќи го на тој начин Духот Свети, примајќи го Христа. 42 стих, 2 глава. И беа постојани, ево зборот, постојана врска, секој дневно, лозата и прачките, секој ден хранење, како на телото, така на душата, нели? И беа постојани во апостолското учење, значи во вистината, во Словото, и обштењето, и во раскршувањето на лебот, и во молитвите. Светата причест. Ова раскршување на леб може и да се свати, нели? Што значи кршење на лебот? Ако лебот е Словото, нели, лебот на животот е Словото. Да, во ред, ама и, значи, како беше оној стих во 2 Тимотеево, значи, кој што правилно го проповеда Словото на вистината. Тоа е раскршување, раздробување на Словото, стих со стих, спојување и изнесување на вистината. Тоа е тоа. Тоа е така, може да се каже анализа, значи, проучување, студирање на Словото. И беа еднодушни, беа постојани. Тоа создаде единство кај нив. Не може друго нешто да произведе. 46 стих. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскршуваа лепо домовите и примаа храна со радост и просто срце. И кој беше резултатот на ова? Што вели следниот стих? Фалејќи го Бога, беа омилени кај сиот народ. Луѓето познаа дека тоа се христијаните, пратени од Христа, како што Христос вели да познаат дека ти си ме пратил, така и христијаните ги познаат дека беа пратени од Христа. И не само тоа, туку секој ден Господ ги додаваше оние кои што се спасуваа. Постојано растеше бројот на спасените. Зошто? Зашто беа едно, зашто беа единствени. Секој дневно примаа од лебот на животот. Постојано беше таа врска на прачката со лозата. Резултатот е тој. Многу плод. Како плод на духот, така и плод во смисла на души. Суштинско е ова, навистина суштинско. И светата причест и тука е во сршта на тоа, затоа што преку светата причест се подсетуваме на таа жртва и повторно ја прифаќаме како жртва која што беше дадена за нас. Тоа е јадење на
на телото Христово и пиење на неговата крв. И зошто е суштинско? Зошто Исус нагласува вистинска лоза, вистински леп на животот? Затоа што, ајде да ве подсетам, во Исаија 4 глава, 1 стих, и во некој од претходните предавања го спомнав мој стих, затоа што живееме во време кога сите се нарекуваат христијани, вели првиот стих во 4 глава Исаија, и 7 жени ќе се фатат за еден маж. Или во превод, сите цркви се фаќаат за Христа, сите се нарекуваат христијани. Зошто? Во оној ден, вели, ке јадеме свој леп. Не иде така. Исус вели, јас сум лебот на животот. Мене треба да ме јадете. Тој е вистинскиот леп. Само така ќе имате и плодови, и резултат, и вечен живот. Ке јадеме свој леп и ќе речат, ќе се облекуваме во своја облека, своја праведност. Само и само што? Дај ни само да си го носиме, да го носиме Твоето име, да се нарекуваме христијани, и што? Симни го од нас сиот наш срам. Значи, оправдајне, да бидеме праведни, нема срам, нема вина, ништо. Христијани сме, ама ќе си јадеме свој леп, ќе се облекуваме во своја облека. Не е битна вистината, Не е битна. Денеска, нели, сите некако се обединуваат. Околу што се обединуваат? Ако не околу вистината, какво е тоа единство? Некој друг ги обединува, тогаш. Логичен заклучок. И сега не случайно во 5 глава Исаија, и како се поврзуваат работите, значи, Божјата реч е фантастична. Во 5 глава Исаија сега ја дава она слика на Божиот народ со лозјето, кој што било окопано, насадена е благородна лоза, лозарот се направил, а лозарот е мојот татко, нели вели во Јован 15 глава, ама на крајот роди што? Диво грозје, кисело грозје. И што е проблемот? Веројатно ја немале таа врска со лозата, прачките, па не родиле од благородната лоза, би требало благородно, убаво грозје, квалитетно. Западнале до таму, да, дури доброто го нарекувале зло, а злото добро, се сеќавате на едно од претходните проповеди. Тоа Божиот народ западнал во една ваква ситуација. Значи, еве да читаме од 20 стих таму. Тешко име на оние што злото го нарекуваат добро, а доброто зло. Не расудуваат воопшто. Не го препознаваат телото Христово, како што вели таму во Коринќаните. Испитувајте се, вика, кога зимате од телото и од крвта. Тешко нема оние кои што се мудри во собствените очи, самоправедни. Тешко име на оние кои што се силни во виното и јунаци во мешањето на силните пијалоци. Значи, јас би рекол тука мешање на се и се што секакви доктрини лажни, виното, знаете што е. И 23 вели, и на оние кои што го бранат виновниот за подкуп, а праведникот го лишуваат од правдата. Нема правда, нема веќе, се е испревртено. За таквиот, кој што ја нема врската со Христа. Нема закон, нема слово, не го прима словото, не живее според словото и нормално дека ќе си донесува своји судови. 24-тиот, еве го клучот, зошто се родило кисело грозје? А зошто го немаме ефектот од Јован 15 глава на она прачка што е поврзана со лозата? Или на оној христијанин кој што живее секојдневно од словото? Затоа, како што огнот ја проголтува сламата и како што сувата трева исчезнува во пламенот, така ќе изгине нивниот корен, нивната папка ќе се разлета како прав. Зошто? Зошто го отфрлија законот на Господа над воинствата и го презреа словото на Израелевиот светец. Еве го проблемот. Не живееш од словото, резултатите се видливи. Немаш постојана заедница со Господа, резултатите повторно се видливи. Го презреа словото, замислете. Им се згади маната, нели, во преносно смисла повторно. Нека не дозволи Господ вакво нешто, затоа што, како што кажав, словото значи се за нас. Ако словото пребива во нас, ако постојано се храниме, Христос ќе пребива во нас. На тој начин Духот Свети ќе пребива. На тој начин ќе имаме плодовите на Духот. На тој начин ќе има успех и црквата и се. Нема да има расправи, нема да има поделби. Ќе бидеме едно. Ќе живееме единствено.
Устоа, како центар на Словото, на Божјата книга, Библијата, жртвата Христова, кој што еве денеска зазема централно место во овој обред на света причест, се прима неговата жртва, затоа што тој направил се за нас. Ние не можеме ништо. Спасението наше не зависи од ништо, освен од таа жртва. И точка. Тоа е оправдување со вера. Со вера верувам дека ќе ги примеме и виното, и лебот, и на тој начин ќе станеме едно со Христа. Како што тој зел човечка природа, сега ние, примајќи го Словото, примајќи го и символите кои што ќе ги примеме, да станеме едно со Него, да земеме удел во божествената природа. Тоа е целта Него. Нека биде така и со нас. Амин.